3.600.000 денари се одобрени од Министерството за култура, средства за годишната програма за нови 3 проекти кои ќе се реализираат во текот на 2020 година во Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот. За разлика од лани кога им било доделено 2 милиони денари за годишната програма, оваа година од Велешкиот театар се задоволни од одобрените средства и сметаат дека конечно Министерството за култура го вреднува нивниот труд како институција, соопшти вршител на должноста директор на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот од Велес Александар Ивановски. Оваа година националната установа ЈХК Џинот од Велес е исклучително задоволна од распределбата на буџетските средства од Министерството за култура во однос на годишната програма за 2020 година. Споредбено со лани, кога за 3 проекти за 3 премиери ни беа одобрени 2 милиона денари. Оваа година за 3 проекти ни се одобрени 3.600.000 денари, што е конечен знак за тоа колку Министерството го вреднува нашиот труд како институција, вреднува работата, ги вреднува статистичките бројки на Државниот завод за статистика и конечно го вреднува квалитетот на представите што се работат тука и на процесите што се одвиваат. Ивановски вели дека лани имали исклучително плодна година со проектите реализирани од буџетот за годишната програма. Воедно многу проекти биле реализирани од сопствени средства, но сепак благодарение на минатогодишната напорна работа и нивните заложби, резултирало со зголемување на средствата за буџетот на годишната програма за 2020. Конкретни програмски активности и проекти, значи одобрени се, рековме, 3 премиери. Важно е да се викаш Ернест, текстот на Оскар Вайлд во режија на Павел Пронин, млад режисер од Русија, од Екатеринбург, проект кој што доби најголем буџет од трите, 1.500.000 денари. Проект кој што за нас е исклучително интересен за тоа што би требало да дојде Пронин, кој што е млад режисер во Русија, ми тоа исклучително ценет и кој што допрва доаѓа на големата врата во рускиот театар, а и во европскиот, затоа почна да работи низ Европа. Тоа е проектот кој што има најголем буџет добиено. 1.300.000 денари има добиено проектот Звездена прашина, една авторска девайзинг драматургија на режисерот Скот Џонстон од Шкотска. И третиот проект е соработен наслов Го играме Чехов. Се работи за представа која што ќе биде резултат на адаптација на неколку раскази од Антон Чехов во режија на Дејана Николовска, македонска режисерка која што има дипломирана на Државниот универзитет на ГИТИС во Москва. Ивановски изјави дека успеале оваа година да комплетираат една програма што е навистина амбициозна и дека се избориле за оваа програма бидејќи сметаат дека ќе донесе со многу позитивни нешта за нивната работа и за публиката во Велес, бидејќи чувствуваат обврска со секој нареден проект да го подигнат и нивното ниво и нивото на комуникација со публиката, од каде што ја црпат најголемата инспирација, бидејќи велешката публика е главниот мотиватор и двигател за најголемите напори за оваа институција што ги прави. Овие 3 представи ќе се реализираат во текот на оваа година. Го играме Чехов е првата представа што ќе ја подготвуваат во текот на март месец, а премиерата се надеваат дека ќе се реализира во април. Премиерата на Звездена прашина од Скот Џонсон се надеваат дека ќе се реализира пред летото. А на есен пак да има премиера представата, важно е да се викаш Ернест од Пронин. Освен овие 3 проекти со средства од Министерството за култура, од Велешкиот театар велат дека од почетокот на годината досега имале премиера на 2 представи Сара и сестрите Прозорови, кои се реализирани со сопствени средства. Воедно најавија дека во текот на оваа година ќе бидат реализирани 3 нови представи од сопствени средства, кои ќе бидат во режија на режисерите што се вработени во Велешкиот театар.